23 април. Задолжително е носење лична заштитна опрема на лицето при напуштање на домот, во сите затворени и отворени јавни места, кога нема да има можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Заштитната опрема за лицето е респираторна маска, марама или шал со кој се покриваат устата и носот. Физичката прекривка на носот и устата, кај сите граѓани ќе овозможи прекин на преносот на вирусот. Заштитна опрема задолжително се носи во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркети, продавници, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење јавен превоз. На отворено, заштитна опрема не се носи само ако престојувате во дворот или терасата од вашиот дом, ако возите велосипед, ако спортувате на отворено или ако се возите во патничко возило со лица со кои што живеете во заедница или домаќинство. Да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Тука сме во општина Боговиње, каде што ќе разговараме со првиот човек на локалната самоуправа, господинот Албон Џемили, околу корона кризата која што ја зафати и ова општина. Господине Џемили, ви благодарам што прифативте да бидете гостин во емисијата Спектар. Фала и на вас. Така. Како што кажав и во самата најава, и ова општина беше зафатена од корона криза, да ни кажете каква е сегашната состојба. Знаеме дека оваа рурална општина беше една од општините каде што имаше поголем број на заразени, за разлика од другите рурални општини, меѓутоа состојбата од ден на ден се стабилизира тука. Па нормално, бидејќи таква е ситуацијава сега и во глобалниот ниво, не само тука кај нас во општината, се смирува ситуацијава. Нормално тоа дека и ние имавме случаеви што резултира позитивни кон тестовите со COVID-19, па имавме бројка што не знаевме точно колкава е бројката и уште денеска тоа не можеме да знаеме, бидејќи кога се објавуваат бројките, се објавуваат за градовите, например Тетово, Гостивар, а не по општините. Туку што ние реагиравме навреме, исто така со вице-премиерот кога бевме на состанок, јас барав сите општини да имат точен број на заразени луѓе. Ние како општина уште од првите денови, значи ги преземавме сите мерки, потребни мерки, со дезинфекција на сите улици и улички во целата наша територија, бидејќи знаеме дека општина Боговиње не е мала општина, туку има 33.000 жители и 16 населени места и веќе неколку пати ги поминуваме целата наша територија. Исто така со миење на улици, дезинфекцијата ја правиме со атомизер, тоа го пушта како аеросол на 30 и 60 степени и многу е ефикасна. Работиме исклучиво во навечер касно, бидејќи тогаш нема и луѓе, бидејќи почнува и полицискиот час. Исто така имаме многу внимание за собирање на отпадокот. Исто така пуштивме еден број во нашата веб страна за сите тие лица што се над 60 години, што живеат сами или не можат да излезат надвор. Нашите служби тука од општината им помагаат на тие, на истите, за лекови, прехранбени производи или за некои други потреби. Ностоп сме во комуникација со кризниот штаб, исто така и со централната власт. Сите одредби што излегуваат од владата, ние ги објавуваме во нашата веб страна, но исто така имаме многу внимание за тие луѓе, за повозрасната популација што живее во нашата општина, што не можат да користат смарт телефони или не можат да употребуваат интернет. Ние тие одредби ги објавуваме по печатена форма во сите јавни места, за да можат тие слободно да се информираат за сите тие одредби. Рековте дека првично сте се случиле, меѓутоа и се уште во однос на бројките, каде што сите бројки целокупно се објавувале како да се пациенти од општина Титово.
сте се обратиле до властите, што ви одговориле дали понатаму овие бројки ќе се селектираат по руралните општини кои што се тука во Тетовско? Па вака, како што кажав, јас уште од почеток барав сите овие бројки да се објавуваат по општини, а не по градови. Уште денес немаме ништо, значи конкретно од тоа, па мораме да се јавиме во приватни линии, да кажам, да побараме точната бројка колку е кај нас. Исто така испадна голем проблем тука во нашата општина, бидејќи еден матичен лекар испадна позитивен од коронавирусот, од тестот, па така што преку Фондот за здравствено осигурување сите негови пациенти беа извадени списокот на пациенти, се работеше за 156 луѓе и сите тие добија наредба да седат 14 дена дома. И таа ситуација веќе е помината. Имавме 93 души од поране што дојда од Италија тука кај нас, бидејќи сите фирми таму беа затворени и тие беа принудени да се враќат тука, бидејќи таму и животот е многу скап. И ние ги таргетиравме сите тие луѓе како општински кризен штаб, исто така со Министерството со внатрешни работи и тие добија наредба да седат дома 14 дена и тој список веќе е чист, така што сега имаме многу подруга ситуација, подруга слика во нашава општина. Сега работи друга амбуланта, значи не се оставени жителите на општина Боговиње без лекарска грижа. Во каква состојба е докторот? Кажав дека пациентите кои што контактирале со него веќе им завршила изолацијата, меѓутоа тука се создаде паника затоа што се работи за доктор, контактира со пациенти, како што кажавте, сега е смирена топката. Значи сите пациенти се пратени сега во друга ординација, кај друг матичен лекар, и нема никакви проблеми. Нормално имаше тоа во почетокот, бидејќи списокот на луѓе што требаше да седат дома беше многу голем, се свараше една голема паника. Малку тука и медиите свара голема прашина, ама мислам дека е друга слика. Не е тоа како што беше објавено по медиумите. Докторот, јас контактирам ностоп со докторот нема никакви знаци, во многу добра здравствена состојба е, комуницираме со него нонстоп и веќе и тој го помина тие 14 дена, значи на карантин, и мислам дека по тестовите што ќе бидат направени пак и тој ќе се врати на работа, на нормала се ќе биде. Последните неколку дена мислам дека нема забележано заболен пациент со ковид од општина Боговиње, што е добра вест. Тоа е добра вест, значи и вчера немаше ни еден евидентиран значи со COVID-19 и мислам дека овој тренд ќе продолжи уште понатаму и како што гледаме и во целиот свет, не тука и кај нас се смирува ситуацијата, па мислам дека што поскоро ќе излеземе од овој хаос што го фаќа целиот свет. Ние имаме проблеми тука, бидејќи со одредба на владата сите фирми се затварани. Мислам овие помаливе што беа, сите се јавуваат ностоп на телефон, се жалат нормално дека им треба работа, ама треба и таа социјалната дистанца да се почитува. Сега со новите одредби на владата за носење на маски и ракавици, исто така имаме реакции од луѓево. Продолжениот викенд пред 2 недели што беше 85 часа сите бевме изолирани по нашиве домови. Моето мислење е дека тоа е грешка, бидејќи пред да се затварат тие луѓе дома 85 часа, сите излегуваат надвор да се завршат некои нивни обврски, преку маркети, преку банки, па се ствараше многу голема гужва, па после тоа по излегување сите излегуваат на надвор, а мислам вака порелаксирано ќе биде ако полицискиот час, мислам дека
ако е до 21 или до 20 навечер, луѓето ќе ги завршуваат сите негови обврски што ги имат и ќе бидат многу порелаксирани и нема да ги фаќа оваа паника. Ние тука имаме два пазара во нашата општина, не ги менаџираме ние, тие се приватни, еден е сточен пазар, другиот е зелен пазар. Јас инсистирав и преку советот, значи тие добија привремено затварање, значи не функционираат додека не се смирува ситуацијата. Мислам дека тоа беше и добар чекор како општина. Како што реков, бидејќи ние имавме многу наши жители што се враќа од Италија, па не сакавме да се свара некоја друга ситуација, освен ова што го имаме денес. Така, вие одите секој ден на работа, гледате, нели, луѓето ви прашаат дали се дисциплинирани жителите на општина Буковиње? Јас секој ден сум на работа, иако имам дозвола, морам да се движам нон-стоп, се движам, функционираме, како администрација функционираме 1/3, значи другиот дел останува дома, сите тие што имат проблеми, а другата популација, мислам дека повеќе од 90% ги почитуваат сите одредби од владата. Сега, како и секаде, па и кај нас, има и такви луѓе што не ги почитуваат. Сакам уште нешто да напоменам, ние како општина Буковиње заедно со општина Тетово баравме од централната власт јавниот транспорт, превоз и организираниот превоз сакавме привремено да не функционира. Мислам дека тоа е добар потек, бидејќи по овие комбињата што одат од Тетово за Пирок носат по 8 или 10 души внатре, мислам дека не е тоа вред. Иако имаше реакција, значи, од тие луѓе што вршат таква професија, но мислам тоа е за доброто на сите и на крај ќе видат дека тоа е многу позитивно за ваквата ситуација, така ние да реагираме, јас и почитуваната градоначалничка на општина Тетово. Како сега жителите кои што имаат работа или до општина Тетово или до другите општини, а се жители на општина Буковиње се сноѓаат со приватен превоз и дали, не знам, сте разговарале со тие такси комби превозници да им се даде некаква помош, можеби од централната власт, или додека помине овој период, затоа што тоа, како што велат и сме ги анкетирали, има единствената екзистенција. Да. Значи сите тие што патуваат за Тетово, бидејќи знаеме дека во Тетово сите институции се таму, банкиве, поштата и сите други работи што ги имат, тие патуваат со патнички сопствени возила. Знаем дека сите граѓани немаат таква можност, значи, ама таква е ситуацијава сега и мораме да се прилагодиме на ова, немаме друг избор. Рековте дека, нели, на почеток на корона кризава, да ја наречам, голем дел од жителите од северна Италија дошле тука. Каква е состојбата? Знаеме дека Буковиње е општина печалбарска, да го наречеме. Каква е состојбата со другите гастарбајтери? Дали голем дел од нив се дојдени тука, останати се таму и дали се најавува нивно доаѓање во летен период? Прашање ви го поставам од два аспекти. Едниот аспект е во однос на заштита на населението кога ќе дојдат печалбарите, а вториот аспект е економски, затоа што знаеме дека печалбарите се многу важни кога доаѓаат, нели, тука во својот роден крај, да ги трошат парите, со тоа и заживуваат домашната економија. Бидејќи после Кина Италија беше погодена од вирусот, од оваа пандемија, па сите тие што беа во работа во Италија, првично тие се враќаа наваму, па после тоа со одредба на влада дека секој што влегува тука мора во карантин да седи во државен карантин, значи 14 дена, и тие веќе не доаѓаат наваму, сите тие седат таму, има поединци што се јавуваат, сакат да се вратат во родниот крај, им кажуваме дека можат во нашата веб страна да се информираат, па исто ние и така и телефонски ги информираме дека ако си доаѓаат ќе бидат во карантин 14 дена.
Ако помине ова ситуација, би сакал што побрзо да помине и да се враќаат луѓето, значи печалбарите тука преку летово, бидејќи тие носат пари, каква што е сега ситуацијата, ние и како општина немаме никакви приходи, немаме. Можам да кажам 90% немаме тие приходи што ги имавме лани. И така што нормално тие носат пари тука и за нас тоа е и работа. Каква е состојбата, моментално кажете дека и нели општина Боговиње се соочува со тие економски последици, каква е економската состојба воопшто во општина, затоа што знаеме дека нели тука има многу приватни погони, фирми кои што најверојатно голем дел од нив се затворени. Па голем дел од нив се затворени, како што знаеме, ако тие работат преку ДДВ-то ќе имаме ние корист како општина. Сега бидејќи тие не работат и сега сите приходи се намалени. Како што реков, повеќе од 90% немаме приходи како што имавме лани, се соочуваме со голем проблем со јавното комунално предпријатие. Веќе 3 месеци ние како општина и пуштаме само плата на нив, мислам дека понатаму не можеме веќе да тераме, бидејќи ние немаме приходи. Се обратив до владата писмено, барање за помош или како кредит или како сакате тоа да го кажете, но добив негативен одговор. Мислам дека не е ситуацијава само тука кај нас, таа ситуација во нашата општина, тоа е во сите општини во нашата држава. Иста е. Мислам дека владата треба малку посериозно да се нафати околу оваа работа, бидејќи или сега ни треба тие комунални јавни предпријатија или никогаш поеќе. Какви според вас можеби треба дополнителни економски мерки да се донесат за спас нели на општините, на предпријатијата, на фирмите? Па добро рековте, не само во општините, туку и на предпријатијата. Иако бројките кажуваат 2000-3000 се опуштени од работа, мислам дека тоа не е тоа. Има многу поеќе од тоа. Колку во општина Боговиње има некои проценки така средни? Па не можам да кажам точно колку има, но бидејќи комуницирам со сите фирми, ние сме рурална општина и сите се знаеме заедно тука, ги пуштат вработените, бидејќи нормално нема работа, нема. Сега не може тој да плати вработен кога не работи. Па затоа кажувам дека чекаме друга ситуација сега, и да почнат фирмите да функционираат нормално како што треба. Како кризен штаб, затоа што знаеме дека нели полошките општини се практично споени една до друга, како соработувате со кризните штабови на општина Врапчиште, на општина Тетово, Бревеница, Желино и слично? Да кажам дека скоро секој ден сме во комуникација со другите градоначалници. Јас, бидејќи спаѓам по таа нивниот територијална поделба на општина Тетово, така соработуваме многу добро со општина Тетово и сите дилеми и маки што ги имаме, ги дискутираме и одлучуваме понатаму што да правиме. Кои ви се најчестите дилеми и маки во овој период за општините? Па најголема мака е COVID-19, значи да помине оваа ситуација, после COVID-19 или да не кажам паралелно и економската криза што го фаќа сега сите општини и сите предпријатија. Вие сте по професија доктор фармацевт, па ваше мислење би ве прашал околу оваа корона криза. Имате ли некој се оптимизам дека брзо ќе заврши, затоа што знаеме дека денове и во Македонија па и во светски рамки спласнува оваа ситуација, барем овие денови? По струка сум фармацевт и мислам дека одиме кон подобро одиме. Не сум економиста, но ќе кажам дека економски веќе одиме многу надолу одиме. И не верувам пред една година ние да ја надминеме оваа ситуација. Како општина Боговиње функционира за време на полициски час во однос нели на дистрибуција, снабдување на граѓаните со нели тие потребни намирници од маркети, од аптеки и слично?
Секоја недела, значи, правиме список од самото барање што ги доставуваат сите тие фирми. Преку викендот работат некои аптеки, некои маркети си работат и тие други намирници што треба да бидат доставени до граѓаните. Значи, правиме список, ги објавуваме во нашата веб страна и тие функционираат преку викендот. Рековте дека можеби полицискиот час треба да биде од 21 часот, не од 19 часот, со цел да не се создаваат гужви во текот на денот. Мислам дека тоа не е потребно и тоа негативно ќе влијае кај луѓето. Многу е лесно да кажеш 85 часа да седат луѓето дома, може би една недела или две, ама поеќе никој не го анализира тој психолошкиот ефект што го сварате кај луѓето. Ние тука во општината немаме никакви проблеми, соработуваме многу добро со Министерството за внатрешни работи, немаме евидентирано луѓе што се движат, освен тие што работат со дозвола и морат да ги завршуваат своите обврски како што треба. Земјоделците ми беше зборот. Да, тоа беше моје следно прашање. Како функционираат сега земјоделците? Знаеме дека таа е многу потребна гранка барем во овој период, а е време на пролетна сеидба. Па сега и таква е и сезоната што тие морат да одат и ги завршуваат сите обврски, се јавуваат тука во општината, им кажуваме кај треба да се упата, да повикуваат во бројот 192, ќе бидат евидентирани таму. И немавме никој случај, значи, да се жалат луѓето или полицијата да реагира во непотребна таква ситуација, се функционира нормално, не е проблем. Имаше на почетокот, кога започна оваа корона кризата, сите па и земјоделците беа уплашени, не ги засадуваа нивите поради страв. Сега каква е состојбата? Дали полето во рамки на општина Богувиње се засадува и се работи како и претходните години? Мислам дека ова година поеќе се работи, мислам дека и поеќе ги користат тоа дека можат да одат преку викендот и стварно си работат луѓето, бидејќи други обврски нема, си седат дома долго време и така би било пожелно да излегуваат малку надвор, да си работат малку и времето оди подобро и се релаксираат малку и тоа е тоа. Кажете дека како и сите други економи и сектори при општина Богувиње е во лоша состојба, дали некои проекти кои што сте ги започнале како општина, кои што се финансирани во рамки на локалниот буџет си продолжуваат или пак можеби се запрени сега? И што со тие проекти кои што претходно биле договорени со меѓународни организации, ако знаеме дека COVID-19 е во светски рамки, проблем, па можеби тука има некоја кочница. Мислам дека 2020 нема да биде како 2019, тоа е нормално. Ќе направиме ребаланс на буџетот, сите тие проектирани работи што сакавме ние ни беа план за ова година, за жал сите тие ќе паднат на вода бидејќи нема приходи, нема. Можеш да планираш колку сакаш, кога немаш пари се нула. Кои се тие проекти кои што биле значајни, кои што не ни треба да... Значајни проекти, но што ги имавме како продолжение, што ги почнавме, тие ќе завршат. Но сега се работи за инфраструктура, бидејќи имавме планирано некои улици да си направат ова година. Не верувам дека ќе стигнеме ова година, бидејќи, како што кажав, имаме многу проблеми со приодот, веќе јавното комунално предпријатие ни е голем проблем и сите тие средства ние треба да ги намениме во други насоки. Не можеме така како што беа планирано, значи според буџетот за 2020. Ова нема да се случи само тука кај нас во нашата општина. Како што реков, ние скоро секој ден се слушаме со сите градоначалници и сите мислат така дека нема тие проекти да се финализират или да се финишира тоа што беше планирано. Нема шанси, нема. Господин Џемили, би ве замолил на крај да нападите до до самите граѓани, некоја ваша констатација околу целата ситуација за на крај на емисијата?
Па, мислам, граѓаните на општина Боговиње да продолжуваат вака како што беа дисциплинирани до сега. Мислам дека го гледам крајот на цела оваа ситуација, но не гледам светло во тунелот за економијата. Само трпение да имаме и да излеземе првино од оваа ситуација, па после да видиме што ќе биде понатаму. Ви благодарам уште еднаш што бевте Фала и гости на во вас. емисијата Спектар. Фала. Мерките за ограничување на движењето се олабавуваат и секој од нас ќе може да помине повеќе време надвор, а со тоа да се намалат гужвите во продавниците и банките. Но да не заборавиме дека мора да сме многу внимателни и да се заштитиме. При секој излегување надвор строго да се придржуваме до мерките за лична заштита. Да држиме растојание од 2 метри во затворени и отворени јавни простори. Никогаш да не се групираме повеќе од 2 лица, при што во група од 2 не се вбројуваат деца по 14 години на тие лица. Од сега, задолжително е носење на маска, марама, шал во сите затворени простори. Заштитна опрема се носи и надвор кога не сме во можност да ја одржиме потребната дистанца од 2 метри, како на пример на пазарите. Да останеме дома, да не излегуваме без потреба, да не се групираме, да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Разговараме со доктор Дашмир Дервиши, тука во приватната амбуланта во општина Боговиње. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од емисијата Спектар, да ни кажете каква е состојбата со населението во општина Боговиње, каде што знаеме дека има заразени со COVID-19. Добар ден. Сакаме да ви кажеме од почетокот на пандемијата, нормално ние колегите и лекарите сите се потрудевме малце да работиме со заштитна опрема и нормално заштитната опрема е маските и ракавиците. И како се знае, еве колегата сега за жал е заразена и тоа веќе е поминато и рокот на заразата, од 2 недели е во карантин, целата фамилија и имаме и неколку случаи во селото, околу 80 души сега се заразени, али и околу 156 души се на карантин. Тоа што се били во контакт со колегата и зависи од датата кога се били во контакт со колегата. И слава Богу за сега немаме нови случаи. Ситуацијава е мирна и тоа е сега за сега. Како што рековте, нели, од кога почна замената на вашиот колега, нема регистрирано пациент со COVID-19. Да, и тоа сакам да го потврдам. Од 11 ние сме 11 овој месец сме замена на колегата. 2-3 дена после тоа ни се јави некој од пациенти, неговите пациенти со лесна клинична картина со температура до 38, ги советивме да седат дома ако се има нешто по-лошо да ни се јават или за понатаму да се утврдуваат за COVID-19. Али слава Богу и тие помина таа клинична картина и нови случаи не сме имали. Тоа беа само 2 случаи, нови случаи немаме. Сега за сега. Да ни кажете како функционира во амбуланта, најверојатно, нели, потенцијалните пациенти се јавуваат телефонски, ги кажуваат, нели, тие некои симптоми кои што ги имаат и слично. Ние од почеток на пандемија сме се трудели, целата нашата екипа, да ги советуваме пациентите нормално да се пазат, да не излизат за непотреба, да не се јават по телефонски. Нормално има пациенти со хронични болести и што доаѓаат за хронична терапија. Сме се трудели да доаѓаат млади луѓе, да не доаѓаат старите и слава Богу сме стварно е тоа сме нашли еден добар јазик меѓу пациентите и нашата екипа и ние сме функционирали нормално. Во нашата екипа немаме заразени колеги и медицинските сестри и исто така и пациенти немаме заразени. Како кажав и потврдав, за жал колегата што беше заразено, тоа е тоа. Гледаме дека тука, нели, се воспоставува ред во однос на чекање, нели? Нормално работиме, по еден пациент пуштаме да влагат натре, не по 10-20 души, како е по закон и како е нормално. Пациентите не знаат за што става збор, некои пациенти не знам дали не сакат да веруваат на тоа,
али сепак ние сме медицински лица и ние треба со тоа да се да ги советуваме пациентите, да работиме по еден, пуштаме внатре, нормално хитни случаи ако има и тие ги пуштаме внатре, ги прегледуваме, вршиме тоа што треба и ги пуштаме. Колку рековте дека има заразено пациенти од општина Боговиње? Сега за општина Боговиње, пошто општина Боговиње е голема, ја може да го тврдам само за нашето население овде во Боговиње, околу 8-10 души може да видат. Да. Тоа не може да ви кажам точна бројка поради тие се пациенти на колегава ама отприлика околу 8-10 са заразени. Да, и тие што се заразени, слава Богу, за сега и тие се во добра состојба, немаме влошена состојба кај нив. Секој ден сме били во контакт со нив, вика се добре, се чуваме со нив, не состојбата стабилна и мирна, не е влошена кај нив. А дали контактирате со тие лица кои што нели кога започнува пандемија, кога почна се врати од Северна Италија, имали кај нив некои симптоми или сега за сега тие се во ред? Тие пациенти што се вратија од кризните зони, тие нормално и се изолираа по 2 недели дома. Од тие случаи не сме имали некој, барем за нашата клиника овде не сме имали. Сега за другите клиники не можам тоа да го тврдам. Тие беа изолирани по 2 недели дома и не сме имали од тие случаи. Така ви благодарам, докторе, за разговорот. И на вас што се трудивте да дојдете да не видите, фала ви многу. Не заборавајте да се грижите за своето ментално здравје за време на COVID-19 кризата. Како да го сторите тоа? Следете ги овие 6 правила. Прво, ограничете го времето за информирање и следење вести. Секако треба да останеме информирани, но гледате само релевантни извори и имајте предвид дека постојано читање вести ве држи анксиозни и вознемирени. Понатаму, имајте дневен план и распоред на активности. Испланирајте точно кога се будите, доручкувате, работите, читате или гледате филм. Дневната рутина ве држи мотивирани и расположени. Многу е важно да најдете начин да се релаксирате и да негувате позитивни чувства. Пробајте техники за длабоко дишање, пеење, свирење на инструмент, плетење, цртање и пишување. Играјте друштвени игри со домашните или разгледувајте стари фотографии. Физичката активност во домот треба да е задолжителен дел за секого. Ако ова редовно го правите, одлично. Ако не, сега е време да почнете. Без разлика дали е йога, аеробик или обична утринска физкултура. Бидете активни. Грижете се за своето здравје. Имунитетот одржувајте го со здрава храна и витамини. Никако не се обидувајте стресот да го намалите со големи количини алкохол. И за крај, бидете во постојан контакт со блиските. Физичко дистанцирање не значи и губење контакт со блиските. Редовно комуницирајте со оние кои ви значат и ве прават расположени.